На 27. април 1937 година во Рим починал Антонио Грамши, италијански револуционер, еден од највлијателните водачи на меѓународното работничко и комунистичко движење меѓу двете светски војни и еден од најцитираните марксистички мислители од Втората светска војна наваму. Антонио Грамши бил роден во 1891 година како четврти од 7 синови во работничко семејство во Сардинија, денешна Италија. Предците на Антонио по таткова линија потекнувале од местото Грамш во денешна Албанија, каде доаѓа и семејното презиме. Тој завршил средно училиште во Калјари со највисоки оценки поради што добил стипендија за студирање лингвистика на Универзитетот во Торино, каде секоја година се слевале илјадници осиромашени селани занаетчии кои се вработувале во новоизградените фабрики на Фијат и Ланча. Во првата студиска година Грамши ги посетувал собирите на неговите земјаци од Сардинија, додека во наредните 2 години тој посетувал собири на работници од различни краеви на Италија, кои во индустријскиот центар ја делеле истата судбина. Тоа го мотивирало во 1913 година да се приклучи на Социјалистичката партија на Италија. Во 1915 година ги напуштил студиите и започнал да работи како новинар, дописник за неколку социјалистички весници како Il Grido del Popolo, Avanti и L'Ordine Nuovo. Токму во редакцијата на овој весник се родила идејата за основање комунистичка марксистичко-ленинистичка партија, откако бил јасен идеолошкиот расцеп во Социјалистичката партија на Италија. Имено, во 1919 под влијание на Октомвриската револуција во Торино, спонтано се основале работнички совети, но од самиот старт се појавиле несогласувања околу нивната општествена улога. По распадот на Торинските совети Грамши сметал дека неопходно е создавање на комунистичка партија по моделот на советските болшевици. Така, во јануари 1921 година во Ливорно била основана Комунистичката партија на Италија, додека истата година во јуни Грамши во својство на делегат на Комунистичката партија на Италија отпатувал за Москва, каде учествувал во работата на третиот конгрес на Комунистичката интернационала. Во 1923 година бил ангажиран во седиштето на Коминтерната во Виена, додека следната година после воспоставената фашистичка диктатура тој се вратил во Италија, каде ја обавувал функцијата генерален секретар на Комунистичката партија на Италија и пратеник во парламентот. По неуспешниот обид за атентат врз Мусолини, фашистичкиот режим започнал со масовно апсење на комунистите. Така, во 1926 година Антонио Грамши бил уапсен под обвинение дека со своето политичко действување создава раздор меѓу италијанците и дека ја турка земјата во граѓанска војна. Во своите затворски белешки пишувани помеѓу 1927 и 1935 година, а објавени постхумно во 60-тите години од минатиот век, тој се обидел да се спротивстави на научниот детерминизам на класичниот марксизам, нагласувајќи ја важноста на идеолошката борба против културната хегемонија на капиталистичката држава. Токму пишувањата на оваа тема биле искористени од страна на основачите на еврокомунизмот да тврдат дека тие се продолжувачи на делото на Грамши. Сепак тој бил револуционер во текот на целиот свој живот. Имено, тој не се залагал за културен марксизам во рамките на капитализмот. Напротив, за него марксизмот бил теоретската основа, а ленинизмот практичната алатка за рушење на капитализмот и воспоставување на социјализам. Во 1934 година Антонио Грамши заболел од туберкулоза пошто следеле бројни воспаленија на внатрешните органи. Неговата состојба се влошила толку многу во наредните години, поради што бил пуштен од затворот и донесен во клиниката Квизисана во Рим на болничко лекување. Но на 27. април 1937 година починал од мозочен удар, само 6 дена откако му истекла 11 годишната затворска казна.